Ако се вратиме во праисторијата, музиката постои од самото постоење на човекот. Со самото развивање на слухот се создава и се она што е музика. Самите звуци кои ги произведува природата се еден вид на музика, односно првиот вид на музика за кој човекот станува свесен. Кога ќе погледнеме до нам блиската историја, грамофонот е она првично средство преку кое се емитува веќе снимен материјал на музика. Самиот грамофон се појавува како продукт при крајот на 19 век под назив грамофон-фонограф. Најпрво истиот служел како пасивно, механичко средство за пренос на музички материјал врз снимени плочи. Самата негова појава е револуција. Во тоа време, грамофонот можеле да го поседуваат само луѓето од високата класа. Набрзо потоа, истиот зема голем замав во компаниите за музика и звук, што се должи на можноста грамофонот да емитува плейбек и да снима. Во нашите простори, грамофонот доаѓа во 60-тите години од 20 век, особено во сферата на ремикс културата. Почнува да се користи во радијата како основен инструмент за пренос на музика. Самата музика како уметност е распространета и достапна благодарејќи на историјата за овој пронајдок. За среќа, технологијата никогаш не запира, па продолжува да ги истражува најдобрите варијации на звучни преносници, вклучувајќи ги и самите миниатурни слушалки со кои можеме видно да ја приметиме вековната разлика на технолошкиот развој. Како во големина, така и во квалитет. Од секогаш со музика се бавеле оние луѓе чиј ум бил отворен за искажување на емоции, чиј однос бил отворен кон нови луѓе, нови технологии, луѓе кои знаеле да се забавуваат и секако оние кои знаеле да изградат стил кој ќе биде уникатен, издвоен и впечатлив. Често, низ оваа индустрија, среќаваме джентлмени со стил препознатлив за самите нив како единки. Ако погледнеме назад, почнувајќи од Елвис Присли, Боб Дилан, Реј Чарлс, познатите Битлси и така натаму, ќе можеме да ги видиме одмениот и препознатливиот стил кој тие джентлменски го носеле, вклучувајќи ги своите односи со музиката. До ден денес можеме да приметиме вакви мажи во музиката, кои знаат како се однесуваат, како изгледаат, како да почитуваат и на крај како да бидат джентлмени. Овие вредности треба се пренесат